Почитувани, во програмата Радио што се гледа, го имаме првиот наш гостин, тоа е Менде Стомнаровски, председател на Сојузот на земјоделски здруженија. Му посакуваме добре дојде во нашето студио. Ќе разговараме за една тема која што верувам дека сите нас не засега, заради тоа што станува збор за тутунопроизводството и тоа во ек на актуелната реколта. Што се однесува до тутунопроизводството, поврзано со економската криза, со инфлацијата, како тутунарите успеваат да врзат крај со крај за да може да се приближи кон крајот оваа тутунска реколта и што можат да очекуваат, бидејќи како што знаеме цените во договорите февруари-март веќе беа познати. Иако Сдруженијата на тутунари, не само Сојузот на тутунски здруженија, не се согласи со оние цени кои што беа содржани во договорите, но сепак откупувачите одлучија така и останаа тие цени и договорите се подпишани. Дали може нешто да се направи? Тоа ќе биде дел од разговорот на денешното гостување на Менде Стомнаровски. Најпрво започнуваме со она како ја оценувате годинешната актуелна реколта во поглед на квалитетот и во поглед на очекувањата за количествата што би можеле да бидат оваа година, со оглед на тоа што имаше најава дека ќе бидат површините под тутун намалени. Добар ден од мене, до вашите слушатели и гледачи, пошто оди и на видео емисијата. Оваа реколта моментално сега е на средината некаде на бербата. Оваа година, како многу уназад ретки години, имаме многу добар квалитет. Тоа придонесе и последните дождови што заврнаа, за да имаме добар род, да имаме добар квалитет, тутуно се суши во одлична состојба моментално. Како што кажав, бербата е во тек, ама маките на тутунарите остануваат и се зголемуваат се повеќе, затоа што последните 2 години инфлацијата, нарочито последнава година, многу повеќе се крена. Трошоците драстично ни се зголемија, а цените останаа исти. Можеме ли да направиме една споредба со минатата година, бидејќи особено инфлацијата изразена од почетокот на оваа година, особено овие последни неколку месеци, еве и секојдневно, така речи, се менуваат и цените на горивата. Сето тоа е поврзано со инвестирање во земјоделието, особено во тутунопроизводството, кога е во ек на берба. За разлика од ланска година, трошоците се многу драстично зголемени, затоа што ако ние лани при крајот на завршување на откупната сезона излеговме со пресметки од наша страна како Сојуз во Министерство за земјоделие во Скопје со откупувачите заедно и со Министерството, излегува и откупувачите со проценки и од Агенцијата за унапредување на земјоделие. Од прилика трошоците не беа многу различни од нашите и од нивните. Лани беше просечната цена 200 денари, а нашите пресметки беа дека за килограм да се произведе тутун беа уште лани 210 денари. Рачунајте од тогаш колку се е поскапено, колку е животната потрошувачка поскапена, колку се репроматериалите, нафтата и самата работна рака е поскапена, така да нас сега моментално сигурно не коштат над 230-240 денари по килограм да произведиме тутун. И ако остане таа цена да биде пак 200 денари, значи ние ќе работиме само од тоа за тоа, ништо од тоа нема да има. И со тоа, како иди, ако вака остани, ние тутунопроизводството ќе замре. Тоа никој не би го посакувал да замре тутунопроизводството, многу малку треба да се најди разбирање од двете страни, затоа што ние како тутунопроизводители и откупувачите, ние се гледаме како партнери со ними, а не како некакви ривали или противници, па кој ќе како да му земи на некого. Туку треба партнерски да најдиме заеднички јазик, да направиме добра цена,
да одговараат и за тутунопроизводителите, да одговараат и за фирмите. И тутунопроизводството да се зголемува, а не да се намалува. Моментално, до сега, према заседеноста, лани со се заостанатиот тутун од оломина ни се предаде 18 милиони 700 килограми. Оваа година, пошто е многу добра година, еве нека има максимум до 20 милиони, а договорени се за оваа година 26 милиони килограми од страна на откупувачите. Ние од страна на Сојузот сметаме дека нема и таа бројка да се достигне. Максимум ако вака се додржи времето, да е со идеални условите да биде, дека максимум што ќе биде 20 милиони килограми. Да, нешто слично и приближно како минатата година. Не гледам некои фазла некаде насадени површини, догледам намалени и останати ниви не насадени оваа година, затоа што нема луѓето средства да ги изораат и да насадат. И затоа им тутунопроизводството не може да крени. А доколку се регулираат околу цените, тогаш барем че можеме да задржиме баланс во тутунопроизводството. Се додека не е атрактивен бизнис за да може да се инвестира во тутунопроизводство, нема да биде ни привлечен, особено за помладата генерација, затоа што навистина многу се вложува и труд и време, но и средства. А очигледно дека овие последни неколку години нема некое разбирање со откупувачите, а има интерес од страна на странски откупувачи да влезат во Македонија за откуп на тутун. Еве имавме и лани една турска чинам беше компанија која што влезе. Минатите години имаше и компании од Грција. Има ли интерес од страна на откупувачите за тутун? Бидејќи, ова го прашувам не случајно, бидејќи некогаш се има чувство дека не се заинтересирани за производството, иако сакаат да откупуваат. На што се должи тоа? Значи, интерес дека има. Доколку нема, ако нема, не би имало интерес од страна на откупувачите, немаше оваа година да ги изголемуваат договорите. Значи, штом ги изголемуваат договорите, потребно е. Еве како информација, и на светска берза, тутунопроизводството е намалено. Што значи дека ние она што порано го произведувавме и по 27 милиони килограми, и да дојде да произведуваме 27 милиони килограми, пак ќе се зема и ќе има пласман. Затоа што и во другите земји тутунопроизводството е намалено, има интерес за тутуно, се побарува тутуно и само останува да седниме со откупувачите и да се договориме за ова тутунопроизводство остани да се произведува, за да ние тутунарите си најдеме екзистенција, да не одиме да бидеме невработени, да си го работиме тоа што си го знаеме, ама сепак да ни се исплати, да не работиме за бадијала или што викаат народски како воло само за сламата. Имаше една информација неодамна дека откупните предпријатија имаат значителна добивка, некои за неколку пати, а за сметка на тоа пак тутунарите беа незадоволни од минатогодишниот откуп заради тоа што навистина сметаа дека цените не се реални на она што е квалитетот. Значи тоа е една небулоза со која што се соочени тутунарите. Како може ова да се надмине? Еве бидејќи вие сте официјален представник на тутунарите, вие преговарате со откупувачите со посредство на Министерството за земјоделство. Како може да се најде тоа разбирање? Може ли да се изврши некаков притисок врз нив за да сватат дека навистина треба да имаат партнер, а не да се чувствуваат како робови тутунопроизводителите? Ова го прашувам заради тоа што со години се притиска, се додека официјалниот представник на тутунопроизводителите не се сложи со откупната цена за реколтата која што ќе престои, таа да не се содржи во договорите. Никогаш не се случило представникот на тутунопроизводителите да се сложи со предложената цена од страна на откупувачите. Но сепак тоа секоја година си оди така и едноставно како што ќе речат откупувачите, таква и цената во договорите. Има ли шанси во тој дел на законот за тутун да се направат измени за да може партнерството и официјално да постои? Моментално поставеноста сега како што е законот за тутун,
ние како сојуз или без разлика кој ги представувал тутунарите, законска можност за покачување на цените во кога се прават договорите, ние немаме, ние не можеме да ги стопираме или да му кажеме, да му наложиме која цена да биде. Затоа што во законот децидно е кажано дека до одредено дато во февруар месец треба да ни достава предлог на текст на договори со пишани цени. Ние оваа година, како и ланската година, му одговоривме со негативен одговор дека овие цени не ги прифаќаме и дека договорите не треба да се потпишуваат, и ако ние ги повикавме на неколку пати и тутунопроизводителите, и ако му случуваат договори, кога ќе дојде време во април месец, во мај, кога ќе ги делат договорите, да не ги потпишуваат, да не ги земаат договорите, тоа нас ни е како еден обранен механизам, доколку не се земаат договорите, немаат тие случајно договори. Една година ако треба и така да пробаме, да го насадиме, па весен ако треба ќе ги потпишиме. Ама еве тоа се случи, се задоа договорите, се потпишаа. Ние како сојуз пролетоска во самото договарање бевме во сите фирми и разговаравме околу покачување на цените. Пошто договорите веќе беа направени, разговаравме за анекси. Дојдовме до заклучок и од наша страна и од нивна страна да тоа го одложиме за есенва, затоа што ако пролетоска ние направивме некакви анекси со некакво покачување, од пролетоска до есенва има па покачување на цените, што значи дека паче требаше есенва да преговараме. Затоа го оставивме и затоа сега, септември и октомври, ние ќе појдиме во фирмите, во сите фирми буквално, ќе побараме минимум 20% по класа да се крени тутуно. Тоа не дека е многу, тоа е многу малку, ама барем по 20% да се крени, па ако има шанси за повеќе. И пролетоска кога разговаравме со фирмите, се договоривме едно нешто друго. И Министерството си зеде обврски, ние ќе предложиме и во законскиот дел измени за да имаме ние поголеми ингеренции како сојуз, да може овие преговори да се прават од 15 јануари до 15 февруари, да се договара со откупувачите цената, за да може после 15 февруари веќе се подготвуваат за правење договори и од 1 март кога ќе почнат со договорите веќе да се знае цената договорена. Тоа би значило една заедничка цена да се најде, еден заеднички мунасип би рекла еве поприлично. Заедничка, да, како што кажав пред малку, дека ние откупувачите ги гледаме партнери, ние не ги гледаме никако поинаку, и тие треба нас тутунопроизводителите да не гледаат како партнери, а не како некои луѓе дека мора ние да му го работиме за вадијала тутуно. Преđe спомнавте, тие правеле големи заработувачки. Ние како тутунопроизводители, прво не имаме информации тие колку заработуваат и многу нас не интересира тие колку заработуваат. Нас не интересира да не биде нас трудот платен. Да и ние ни остани некој динар за да можеме да преживуваме, затоа што и ние имаме деца, што учиме, што треба и ние да ги школуваме и да се живее едноставно животот, да остане некој динар. Да, и да може да се планира сигурно. Да се планира и за наредна година и тој партнерски однос ние мораме да го восстановиме со откупувачите. Ние мораме заеднички да ги градиме и тутунопроизводството, и количините, и цената, доколку ова не можеме да го постигнеме, не најдеме заеднички јазик, нема да чини ни за едните, ни за другите. Споменавме за она што беше како информација претходно за профитот кој што го направиле одредени откупувачи. Дали имаш представа колку се движи цената на ориенталниот тутун за АБ и АБЦ, бидејќи така нели се сортира при откупот? Има ли сега таква цена на тие светски берзи и имаш ли некаква информација? Значи, цената на светските берзи секогаш има. Значи, зависи, секоја фирма различно си пакува, зависи за кој потреби и за кај го продава. Ако додека некои фирми преку светска берза и продаваат на наши околни земји, во Хрватска и во Србија и во тука во околниве. Додека некои фирми па продаваат и за Америка, и за Јапонија, и за Кина, али тоа сепак сето оди преку берза. Не можам да кажам моментално колку на која класа нивна, затоа што во секоја фирма е различна
класа за различни потреби, различно пакуваат и различни цени имаат сите фирми и сега не би можеле да јас лично не би знаел да кажам точно дека толку се продава најубајот или тој полошиот или не знам како, а тоа сигурно во министерството, во другите министерства го имаат како податок колку се продава тутуно и колку е профитот нивно. Спомнавме дека навистина треба да има партнерски однос со откупувачите, но тука е и државата, Министерството за земјоделство. Дали вие како Сојуз на земјоделски здруженија гледате партнер и со Министерството, со ресорното министерство, бидејќи сите преговори практично и досега за законски измени пред се, за преговори околу откупната цена, еден вид на медијатор е Министерството за земјоделство. Дали Министерството за земјоделство навистина вие го чувствувате како партнер кој што може да помогне еве во овој, ќе го наречам, притисок, за да може тутунопроизводството да опстои во Македонија, затоа што е навистина значителна гранка и државата има од тоа големи приходи кои што се движат од 60 до 80 милиони евра на годишно ниво од извоз на тутун. Значи Министерството има голема улога околу нашите преговори со откупувачите, околу цени, околу сите активности кои треба се презема за тутуно. Ние и пролетоска Министерството стоеше за нас во тие преговори и сега побаравме од Министерството. Министерството застанува во преговорите за да се покренат цените. Дори ние како Сојуз побаравме на подсекторски групи во Министерство за земјоделие да тутунопроизводителите влезат, што досега не било така, во програмата за рурален развој. И оваа година веќе беа вклучени и тутунопроизводителите да можат да набавуваат машини околу врзани за тутунопроизводството. Досега не беше, сега ние не остануваме само на тоа. Ние сега продолжуваме и побаруваме од Министерството до Платежната агенција, до руралниот развој, бараме да не бидат само машините за производство на тутун, затоа што во производството на тутун спаѓаат и другата механизација, да влезе комплетно механизацијата која е потребна за обработка на земјата. Значи сите потребни машини, приклучни механизација што е потребна за тутуно, не е само машина за нижење, сушара, за да дојде до тука, значи на тутуно му треба да се изора, му треба и џубрерасторачи, му треба и сите приклучна механизација која е потребна за тутуно, да влезе комплетно тутунопроизводството, како тутунопроизводителите да можат да со ние баравме 0,3 декари да биде, беше прифатено 0,5 хектари, значи 0,5 или 5 декари наше кажано, со 5 декари да може да аплицира за да си оствари. Ова година беше тоа одобрено, имаме веќе барање, мислиме дека ќе излезе во пресред наша, дека ќе ги вклучат и другите приклучни механизација за наредна година, да можат секој еден тутунопроизводител, затоа што повеќето од тутунопроизводителите се само тутунопроизводители и не можеа досега да аплицира за ништо. Сега затоа оваа година се вклучија само тие машини, бараме да се вклучи комплетно тутунопроизводителите да може да се аплицираат, да бидат и за наводнување капка по капка и се што му е потребно за тутунопроизводството. Во однос на Сдруженијата на тутунопроизводители по протестите кои што се случија пред 2 години, се појавија 5-6 нови здруженија и очигледно е, бидејќи особено на социјалните мрежи има одредени несогласувања, зошто не е само во овој сектор во земјоделие, и во други сектори се случува. Зошто вие како тутунопроизводители не седните заедно на една маса, бидејќи исти е интересот и одредени работи кои што треба да се договорат и да се оди, да се притиска, и дали во Министерството, еве, имате и поединечни барања кои што се однесуваат за тутунопроизводството во однос на поддршка од државата, во однос на договарање на цените. Зошто не седнувате на една маса сите овие проблеми и прашања да ги решавате заеднички, а не одвоено, и да се настапува здружено, за да бидете посилни? Јас, нажалост, се чудам зошто тоа така се случува, зошто имаме една цел, едно исто го работиме, ама не знам како различно да размислуваме или не знам тоа како
излага дека ние како да сме различни, а исти сме. Ние, пошто сме официјални представници на тутунопроизводителите, ние сме отворени за соработка. Во почетокот кога се формираат тие нови здруженија, јас лично бев и седев со тие здруженија, и од моја страна имаше комплетно соработката. После како тие да се почувствуваат, не знам, некоја да сака големина некоја, али не знам што се случи. Дали некој друг фактор влијаеше на ними за тие да се тргнат настрана од нас, да бараат нешто исто што ние го бараме, ама го бараат не заедно со нас, туку го бараат од другата страна. И барањата ни се исти. Јас не гледам причина зошто така да бидиме, зошто не бидиме заеднички нешто го бараме. Ако бараме поскапување, го бараме за сите, не го бараме ни тие го бараат само за нив, нити ние го бараме само за нас. Го бараме општо за сите. Целта е иста. Таа е целта. Значи се заеднички, ќе бидиме посилни, поголем цел можеме да направиме. Може би тие и кој било друг има поразлично мислење, некои нови понуди, значи можеме да ги побараме. Ние сме отворени за соработка во секој случај. Пред крајот на разговорот, јас уште ќе запрашам во однос на цените, бидејќи тоа беше поводот и за разговорот. Ајде да потсетиме кои беа цените, кои се цените во договорите по класи и што доколку се започне со она што го рековте дека веќе септември-октомври ќе се преговара за анекси на договорите, што би побарале за едно покачување на тие цени за да може да се исплати трудот на земјоделците? Оваа година договорите сите откупни предпријатија ги покачија со на втората и третата класа со по 5 динари. Другите класи си останаат исти, само Алијанса има покачено втората класа со 10 динари. Ние на тие цени, како што кажав и пред малку, ние ќе бараме 20 до 25% да се покача по класи. И то значи не само оваа година, покачуваме така да останат цените, како што кажав дека ние ќе бараме од 15 јануари до 15 февруари секоја година, во зависност како инфлацијата расте, како се покачуваат репроматеријалите, така да се покачува и цената на тутунот. Секоја година ретроактивно према инфлацијата. Јас благодарам за разговорот. Се надевам дека ова се што го говоревме и ќе биде навистина на дело, бидејќи ако не се случи тоа, ако нема одредено покачување на цените, површините под тутун за година ќе бидат драстично намалени, барем такви се најавите од тутунопроизводителите, бидејќи едноставно нема да се исплаќа да се работи тутун, многу се вложува, а малку се враќа назад, а за профит тешко да стане спор. Да, уште да дополнам дека доколку мислам дека ќе најдеме на разбирање, доколку нема да најдеме на разбирање, нас ни останува како тутунопроизводители да ова наша реколта не почнеме да ја предаваме оваа година. И таква солуција постои. Да не почнеме да ја предаваме додека не ги покача цените. Ние покрај што сме во криза, покрај што немаме средства, ќе издржиме ако треба уште еден месец, нема да го предаваме родот. Тогаш нека се задумаат и откупувачите. Благодарам, тоа беше разговорот со Менде Стомнаровски, председател на Сојузот на земјоделски здруженија. Разговаравме околу тоа кои се можностите за зголемување на цените за откуп на тутун, за актуелната реколта, како се движе, каква е состојбата на реколтата, со каков квалитет располагаат тутунарите, со надеж дека инфлацијата ќе се надмине со покачување на цените заради тоа што навистина макотрпниот труд на тутунарите треба да се исплати, бидејќи ако не се случи тоа в година, верувам дека сигурно за 50% ќе се намали производството. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.